7 часот и 8 минути. Утрово е најавено дека треба да започнат преговорите помеѓу Украина и Русија. Во меѓувреме вчера Путин нареди да се стават нуклеарните сили во состојба на готовност. Веднаш со првични реакции излегоа голем дел од западните лидери и се разбира од Соединетите Американски држави. Украина-Русија, криза која што ќе биде предмет на наша анализа во следниве 20 на минути во Македонија наутро со професор доктор Цане Мојановски. Професоре, добро утро и добре ни дојдовте во утринската програма. Добро утро, добро ве најдов. Да им посакаме добро утро на гледачите на Македонската радио, телевизија и пријатни моменти во текот на денешниот ден. Кажавте нешто додека траја вестите што морам да го употребам во најавата, таман кога мислевме дека меѓународниот, односно светскиот поредок ќе биде похуман и поцивилизиран, повторно во 2022 година добивме една шлаканица од интересите и од најверојатно парите. Ќе видиме времето понатака што ќе покаже. Би сакале да прокоментираме со вас денов денес, понеделник 28 февруари, ни носи пред се прво најава за стартот на преговори помеѓу Украина и Русија. Кои се вашите очекувања? Преговорите ќе се одвиваат на белоруската граница. Последни беа изјавите од страна на украинските власти дека нема да попуштат пред се, барем кога станува збор за територијалниот интегритет, и нема да отстапат ниту една педа од нивната земја. Кои се вашите очекувања од преговорите денес? Прво, треба да кажеме дека преговорите се во крајна инстанца фаза која мора да се помини, без разлика дали пред таа фаза претходно била исполнета со случувања и настани како што се воените конфликти, и дека преговорите се таа најчовечка, да кажам, особи или способност на Homo sapiensот да побара решенија за ситуациите кои тој ги создава како такви. И во тој контекст мислам дека разговорите, како и сите разговори, особено кога станува збор за однос меѓу две страни кои немаат еднаква воена, економска положба, можат да траат извесен период кој тешко може да се дефинира во временски или во термини кои како очекување. Но во секој случај, почетокот на разговорите е првиот знак дека ќе се намалат или ќе престанат воените дејствија и конфликти, разурнувањето на материјално-техничките и други предпоставки кои ги има определена држава и особено губењето на човечките животи. Ова ситуација треба да очекуваме дека како затегната ситуација ќе трае малку подолго и дека во процесот на случувањето на украинската криза, всушност, ние повеќе или помалку можеме да очекуваме дека ќе настанат определени процеси на прегрупирање и веројатно на обнова на некои од облиците на организирање на особено на Русија и на нејзините пријатели. По многу нешта, ако се бараат историски сличности, можат да се препознаат во последните 100-150 години настани кои укажуваат дека на одделни свртувања во меѓународниот поредок, во односите меѓу силите настануваат како резултанта на големите судири или на судирите кои што честопати го водат светот на ивица на војна. После Втората светска војна ние имавме неколку такви сериозни кризи, кои сериозни кризи укажаа дека глобалните актери или суперсилите или светските сили, така натаму, зависни каков им е статусот во определен временски период, ги користат апсолутно воените ресурси и се покажува дека војната се уште е еден од облиците кој доминантно се користи во репозиционирањето или редефинирањето на односите. Може би е во право Мао Цетунг кога вели дека моќта на политиката произлегува од цевката на пиштолот или на пушката, од таму треба да се наблюдува и овој конфликт. Ние во последните 20 години, особено таму после почетокот на третиот милениум, имаме значително
мобилизирање на одделни земји во наоружувањето и во создавањето на предпоставки воената опременост да се толкува или да се сопоставува како еден од елементите за рамнотежана. И да резимираме, од почнувањето на разговорите е добар знак или добар сигнал дека и на двете страни постои свест и согласност дека треба да се разговара, дека тие разговори ќе бидат зачинети со мноштвото или со вештините кои се водат во меѓународните односи, дека Украина е поддржана од еден добар дел од прогресивниот свет и веројатно таа поддршка ќе биде ветар во однос на другите перформанси кои таа ги има како послаби во однос на соговорникот од другата страна. Кога зборуваме за поддршката, Путин ги стави вчера нуклеарните сили во состојба на готовност, така гласеше неговата изјава. Што навистина значи тоа? И ако ова го земеме како во контекст на преговорите, министерот за надворешни работи на Украина Дмитро Кулеба изјави дека најверојатно со тоа сака да се изврши дополнителен притисок врз преговорите. Како вие гледате на Путиновата најава и на изјавата на украинскиот министер за надворешни работи? Ако наблюдуваме одделни случувања кои се случија во минатото, посебно во односот на двете суперсили и во надпреварот со нуклеарното наоружување, ние имавме неколку ситуации во претходниот период во кои што тие односи беа затегнати до можност да се предпостави дека таа затегнатост ќе резултира со воен судир, како што беше кубанската криза, например. И така натаму да не ги... Значи, употребата и воопшто манифестирањето на воената моќ се доживува во конфликтните состојби како еден од адутите кои во водењето на политиката, како што велеше Клаузевиц, се употребуваат другите средства или воените средства. Дали тие ќе бидат употребени или не, зависи од пресметката која треба да се направи во однос на употребата на тие сили, затоа што тие се разорни средства кои не се ограничуваат на определен локалитет. Нивните последици можат да бидат опасни како за Европа, како за Украина, за нејзините соседи, за Европа, но и за самата Русија. Така да тоа е оружје кое што објективно не може да го насочите како што ја насочувате пушката или некои други огнострелни оружја кои кон определени цели. И затоа веројатно е поголем стравот од оние кои што го поседуваат тоа да го употребат, но несомнено оружјето и посебно нуклеарното оружје или разните видови на оружја со разорна моќ се употребуваат да предизвикаат прво да го зголемат стравот кај населението, веројатно сега е подигнат нивото на стравот, не само кај украинците, кај нивните соседи во Русија и во целиот свет. Второ, употребата на нуклеарното оружје укажува дека трката во наоружувањето повторно е реафирмирана или реобновена, што повеќе или помалку ќе укажува дека во наредниот период треба да очекуваме дека некои од искуствата на студената војна и трката во наоружувањето ќе се вратат на сцената, а тоа значи дека ќе се вратат и еден значителен број на правни поведенија и однесувања кои беа карактеристични за Европа и европскиот простор до падот на Берлинскиот зид. Односно, кога по падот на Берлинскиот зид се понадевавме дека Европа и светот ќе се гради на едни начела и принципи кои беа утврдени во текот на Втората светска војна, особено после Атлантската повелба, донесувањето на повелбата на Обединетите нации, еден број меѓународни документи со кои се исцрта опсегот на човековите слободи и права, во кои што човекот се постави како центар на развојот на модерното општество и во тој контекст
сега повторно се враќаат некои од старите теми, кои во различни теориски контексти ние ги нарекувавме со различни имења, као империалистички, као колониалистички и други облици во кои се изедначуваше нееднаквост, односно силата постануваше основно обележје на таквите односи. Имам впечаток дека ова војна или ова криза која е предизвикана со украинската војна или нападот за грозувањето на украинската сувереност, всушност е отварањето токму на тие карти. И дека ние повеќе или помалку ќе бидеме сведоци во наредниот период на една жестока, прво спротивставена реторика меѓу доминантните или водечките воени и политички сили во светот, особено меѓу Русија, НАТО и НАТО алијансата, тука особено Америка и некој определен број на земји, дека таа реторика нужно ќе создава нови затегнати односи и кризи, да се надеваме дека ќе надвладее разумот и дека ова криза ќе е исцртана со овој облик на конфликти и дека решението ќе почне да се бара во преговорите и дека овие најавени преговори ја отвараат таа светлина во тунелот, така да кажам, и ние големуваат надежта дека скоро ќе се случи и дека ќе има добри ефекти. Европската унија вчера ја објави и одлуката како што ја нарекоа и чекор без преседан да ја помогне на Украина и со оружје. Дали беше очекуван ваквиот чекор од страна на Европската унија според вас? Европската унија е по многу нешта специфична, па меѓу останатото и потоа таа од една страна се доживува како целина, но внатре е составена од субјекти кои имаат своји интереси. Тоа може да се погледне по било кое прашање за кое се расправа во Европската унија. Ние тоа најдобро го знаеме како земја. Во тој контекст, ако наблюдувате, Европската унија во оваа кризна ситуација добива или сака да ја истестира можно што значи тоа да е посилна политичка целина. Затоа што објективно тоа се мултиплицира нејзината моќ. За разлика од моделот во кој што имате, таа е политичка, економска целина, но воена и така натаму е, ако го исклучите членувањето во НАТО, тоа е сегментирано. Од тука како целина се јавува НАТО алијансата која има свој меѓу останатото и воени цели. Помагањето на земјите со оружје е всушност создавањето на предпоставки да се равнотежи силата или можноста за намалувањето на последиците од евентуален продолжен судир. И тоа го имаме во сите војни. Во целата човекова историја имате значителен број, имате број поединци кои како поединци или како групи се вклучуваат во движењето во разни земји. Можете тоа во било која историја да отворите и да најдете дека биле организирани такви групи. Дека постојат пријателски земји кои ги отвараат ресурсите или воените потенцијали да ги помогнат. Но исто така треба да имаме предвид дека војната или воените действија, особено после Првата светска војна и односите кои настанале меѓу одделни земји, биле добар повод да се промени економската положба преку трговските односи, односно преку продавањето на оружјето. Прашањето ние на украинците им продаваме оружје или им даваме. Ако им продаваме, тогаш се трговски односи во кои што бенефитот ќе го имаат продавачите, ќе го имаат и оние кои го користат оружјето. Но во секој случај, напорите на Европската унија треба да се насочени повеќе кон тоа да седнат завојуваните сили или напаѓачот и нападнатиот и да трагаат по решение кое е оптимално можно во однос на создавањето на предпоставки. Развојот на односите, дефинирањето на прашањата меѓу овие две земји или во оние кои што се вклучени, бидејќи утринава читаме некои вести дека и белоруската армија или белоруските воени сили се вклучили во воениот конфликт, што исто така му го усложнува тој процес, да речеме, на случување во Украина. Преговорите нужно ќе мора да го отворат тој прозорец. Затоа што сега да зборувате на крајот или на почетокот на 21. век дека освојувањето на одделни територии
Исцртувањето на граници со помош на сила е решение, делува анохроно, но за наша несреќа или за жал, како сакате да кажеме, тоа сепак се случува во реалноста. Иако одделни сложени ситуации во Европа, посебно меѓу одделни односи, не секогаш добивале воен конфликт, тие секогаш биле под заканата на конфликтот. Така. Да се вратиме малку и на домашен терен, повторно поврзано со руско-украинската криза, министерот за надворешни работи на ЕУ, Жозеф Борел, вчера изјави дека Европската Унија е загрижена, бидејќи кризата, која што, како што рече Русија, е предизвика со инвазијата во Украина, може да се прелее и во соседните земји, вклучително и Молдавија и Грузија, но и го спомена Западниот Балкан. Воено тешко би можело да зборуваме дека ќе се префрли кризата на Балканот, но дека одделни последици на Балканот е можна, се можни. После падот на Берлинскиот зид, проширувањето на Европската Унија и вклучувањето на еден значителен број на земји кои претходно беа во воените структури и во политичките структури на Источноевропската алијанса и економското зајакнување на Русија во почетокот на 21. век го отвори прашањето за безбедноста и сваќањето на безбедноста според теркот на суперсилите. Именно историјата ни говори дека во Европа после Втората светска војна и формирањето на двата воени блока се создаде една линија на земји, така наречен санитарен кордон, кој имаше задача да го штити социјализмот и социјалистичкото општество од трулиот капитализам или од навигувањето на либералната демократија. Ние во последниве децении гледаме таква слична позиција на одделни земји во однос на НАТО алијансата, во однос на Европската Унија. И како премолчано да е исцртана линијата во однос на сферите на влијание кои беа дефинирани, ако се сеќавате, на состанокот во 1944 меѓу трите водачи на антифашистичкото движење во Европа, во кој што на еден или друг начин на еден преќутен начин се определија сферите на влијание. Ние на Балканот и посебно во тогашната федерација долго објаснувавме секогаш дека федерацијата е по таа логиката 50-50. Дури таму некаде во 90-тите години се појави автори кои зборуваа за технолошка поделеност и идеолошко влијание во тогашната федерација. Имаше прогресивни републики и конзервативни републики. Беше поделена по линијата на реката Дрина. Значи, зошто ова го зборувам? Сакам да укажам дека Балканот никогаш во историјата не бил настрана од интересите на моќните или на големите сили. И дека еден значителен дел од балканската историја, од историските настани кои се случувале, особено по нас, македонците, по несреќата на Македонија, со нејзиното делење во 1913 година, од кога всушност и се исцртани сегашните граници на Балканот во однос на Македонија. И дека таа судбина можете да ја препознаете и други народи. И дека таа најчесто е резултанта на големите интересите или на влијанието кои ги имаат големите сили или силите кои во тој временски период оствариле значајни воени победи, затоа што војната во крајна линија секогаш завршувала со мировна конференција и со поделба на пленот. Ние во Букурешт во 1913 година сме биле за територија на која што бил поделен пленот меѓу трите завојувани во Втората Балканска војна балкански држави. Од тој аспект, ако наблюдувате, Македонија и Балканот се навислина на подрачје кои се чувствителни на таквите промени, на промената на влијанијата, на интересите, на промената на
односот на силите. Но за нас во Република Македонија е важно да укажеме дека нашето зачленување во НАТО е всушност гаранцијата која ни влева надеж и убеденост дека такво повторување на историјата не е можно. И дека Македонија од тој аспект е апсолутно во безбедносната зона и дека Македонија споделува определен број на вредности кои ја карактеризираат или припаѓаат на една значителна група на европски и северноамерикански земји. Дека Македонија во тој контекст нема причина да биде загрижена, но таа е загрижена заради тоа што Украина е непосредно во нашето, така да кажам, пошироко соседство. Второ, што на Балканот има еден значителен број на отворени прашања и дека случувањата кои се случуваат на било кој дел од Балканот или ако сакате на овој јужноевропски простор се сами по себе опасност. И од тој аспект има потреба и е добро што македонската политичка структура или македонските власти ги храбрат граѓаните и укажуваат на мерките кои ќе ги преземат. Дали оваа украинска криза ќе предизвика некое балканско ново мерење на силите или затегнување на односите, треба да се очекува затоа што сите големи кризи кои што се случувале во историјата на Балканот покажувале определени такви тенденции. Дали тие ќе се издигнат на конфликт, на ниво на конфликт, не очекувам, но дека затегнатите односи, неизвестноста како таква може да постане и тука особено ранлива во овој период заради нејзината положба, заради односите е Босна и Херцеговина со односите меѓу трите ентитети. Но исто така и другите отворени балкански прашања се ризични, но ризикот од проширувањето на воениот конфликт е многу помал. Се мисли на употребата на класичните средства. Ако се употребат нуклеарни средства, тогаш последиците тие подеднакво ќе бидат опасни не само за нас, и за италијаните, и за германците, и за сите други европски народи кои живеат на европскиот простор. Предпоставки најверојатно не може ни да даваме околу нуклеарното оружје, бидејќи работите и од минута во минута на терен се менуваат. Тоа со што би го завршиле разговорот е да се надеваме дека разумот ќе надвладее, најмногу кај рускиот лидер после вчерашните најави, и би сакал само да завршиме со краток одговор. Покажа ли НАТО единство со оваа криза, бидејќи некои анализи светски велат дека Путин се одлучи на напад врз Украина во овој период, бидејќи чувствуваше разединеност и во НАТО и во Европска Унија, па го искористи моментот. Какво е вашето гледиште на тоа? Моје мислење е дека влегувањето на НАТО во воениот конфликт значи по дефиниција Трета светска војна. И дека тој ризик е всушност границата која треба да се наблюдува. Какви се односите во НАТО и така натаму не се моја специфичност на проучување, но во секој случај ангажирањето на определени сили за брза реакција, зголемувањето на воената моќ, јакнењето на механизмите на почитување на членството во рамките на НАТО заедницата на сите членови и подготвеност да се поддржат определени вредности во Украина, според моје мислење, укажуваат дека НАТО покрај воената димензија успешно ја афирмира и димензијата за градењето на мир. Затоа што ние по падот на Берлинскиот зид во политичката анализа и во реториката го отворивме прашањето дека иднината на светот не е во војните, туку во мирот, и дека мирот е всушност човечка вредност и димензија која ја изразува неговата способност да бара решенија во разликите. Не секогаш тие решенија ќе бидат според очекувањата, но барањето на решенија во разликите е излезот за справувањето со конфликтите и конфликтните ситуации. Да се надеваме дека тој разум и таа свест ќе надвладее во украинската криза. Во крајна линија, можеби таа ќе дојде многу подоцна, но последиците од војувањето и војните действија ќе бидат долгорочно тешко согледливи и тешко ќе се надминуваат.
Благодарам за гостувањето во утро во Македонија на утро. Ви посакувам убав почеток на оваа нова недела и се гледаме повторно во нашето студио. Ни беше чест што ни бевте гост. Благодарам и мене.